Здруженијето на пензионери Тетово оваа година учествуваше на 13-тиот фестивал Трета доба, организиран од Пензионерскиот сојуз на Словенија. Под мотото Сите сме една генерација, фестивалот кој има меѓународен карактер се одржа во Љубљана. Тетовското пензионерско здружение беше единствен представник од Македонија. Во текот на 2013 година ово здружение на пензионери од Тетово од страна на Сојузно здружение на Македонија Тетово беше избрано единствено здружение кое ќе земаше учество на фестивалот на 13 средби на Трета доба во Љубљана. Тој извор се изврши поради нашиве активности, заслуга на наши активности, да ми го представуваме Сојузното здружение на Македонија во тај фестивал. Припремите беа многу обсежни, не многу лесни, да се изабере програма, да се најдат финансиски средства, да се обезбеди одење до Љубљана, учеството во таа програма тамо. Средства за тоа не беа предвидени. Такви средства се најдува негде околу 81.000 од нашиот финансиски план. Превозот кој прилично скап ни обезбеди собрање на општина Тетово, автобус. Нашите екипи на албански, на македонски пеачки групи, не може не со хорти, еднako по групи са настапија на 4 места. Имавме место достојни на главна представа. Бевме присатни тамо со двете екипи и мислиме да многу спремни и достојно ја представивме Македонијата со нашите фолклорни групи, обичаите што ги имат и албанците и македонците тука. Тетовските пензионери на фестивалот ги презентирале македонските и албанските традиционални свадбени обичаи. Карактеристика за нашиве настапи кои беа на изведувани од две групи, едната на македонски, другата на албански јазик. Ние ги манифестиравме свадбените обичаи кај народот и во тоа дражот беше што и едните и другите беа во народни носии. Кај македонките беше застапен четврток, денот пред свадба, кога во куќата на младоженецот се кани месарија да замеси 3 погачи, кога се истакнува знаме и почнуваат свадбените дејствија. Додека кај албанките имавме две ситуации. Едната е во чест на свадбата, кога невестата ја каносува, што би рекле, односно ставање кана и така натаму, а второто беше кога невестата првиот ден после земањето мие и мете двор. Тоа беа тие да речем церемонии што ги изведовме на бина. Меѓутоа освен тоа македонките заедно со албанките влегувавме на бина со песната Македонско девојче, вистина се ореше на сите страни на сите 4 настапи. Меѓутоа се пееја и други песни од ова подрачје. Распукала шарпланина, песната за трпана, цвтај ружо, цвтај, што исто така е карактеристично за ова подрачје. И сето тоа беше едно вистинско одушевување за луѓето во Словенија кои немале прилика да доживеат вакви песни и вакви настани. Од Македонија досега на оваа манифестација учествувале само 3 здруженија. Тетовското е четврто пензионерско здружение кое настапило во текот на изминатите 13 години колку се одржува овој пензионерски фестивал во Словенија.